Најпрви, добра вечер на сите. Сакам да го честитам патрониот празник на нашето училиште. Пред да почнам да зборувам за представата, би сакал да напоменам дека по повод патрониот празник го издадовме специјалното издание на нашиот весник Гимназијалец и примерот си од него можете да погледнете во фоајето на театарот. Што се несува до представата, по повод денот на нашето училиште бев инспириран да напишам текст. И ова е представа со која се надевам дека ќе допрам до секој еден од вас кој што седи во публика, а можам да тврдам и докажано е, знам, дека сите оние кои што учествувавме во подготовката на представите, на вистински начин ја свативме приказната и на вистина пробавме да ги доловиме емоциите, големите емоции кои што ги има оваа представа на вистински начин. Да се зборува за една волку важна тема е многу важно, меѓутоа е нешто што бара вистински да се прикаже она што сакаме да го прикажеме и секој еден сегмент од емоциите, од оние огромни емоции кои што испливуваат од ова сценарио, да може да го прикажеме на вистинскиот начин. Самата представа, самото сценарио поставува неколку прашања кои што ние ќе пробаме во наредниот час и половина да ги одгатнеме. Што значи зборот дома? И дали зборот дома полека го губи своето значење? Што значат корењата? И дали ние некогаш ќе можеме да се ослободиме од нашите корења? Инспирација влечам од сите аспекти од животот. Влечам инспирација од она што го гледам околу мене, од приказните кои што ги слушам и од она за кое што сите сме и повеќе од свесни дека се случува. И самиот јас можам да кажам дека многу често размислувам за тоа дали можам да ги отсечам моите корења, дали може да се ослободам од тоа што ме прави јас. И токму овие неколку прашања кои ги набројав се самата база на оваа представа. И токму овие прашања ќе пробаме да ги одгатнеме, како што кажав, во наредниот час и половина. Би сакал да повикам сите да размислите добро за она што оваа представа сака да ви го прикаже и докаже. Да видиме кој го уби сонцето. Ви благодарам.